Ден на сите, почитуван премиер на Република Грција, господин Алексис Ципрас, почитуван премиер на Република Северна Македонија, господин Зоран Заев, почитуван заменик, председател на владата на Република Грција, господин Јанис Драгасакис, почитувани министри од грчката влада, почитувани министри, колеги од владата на Република Северна Македонија, почитувани представници на стопанските комори, почитувани стопанственици. Ми представува особена чест и задоволство денеска да се обратам на овој собир, а задоволството му е уште поголемо кога гледам колкава е бројката на стопанственици кои што денеска заземале учество на овој настан. Тоа само покажува колкав е просторот за соработка помеѓу насите две држави и тоа само покажува колку се големи можностите и интересот. Како што премиерите беа храбри да го потпишат договорот во Преспа и со тоа да отворат нови перспективи на нашите држави, така сите ние кои што се занимаваме со економија, министрите во двете влади, коморите, стопанствениците, треба да покажеме храброст, одважност, знаење, одлучност, да го материјализираме тој добар гест, тој преспански договор за развој на економијата и за доброто на сите граѓани во нашите две држави, бидејќи таквото добро за граѓаните може да дојде само преку економијата. Нашите две држави немаа добри политички односи, но тоа не значи дека и стопанството немаше односи. Напротив, во такви услови на влошена политичка состојба и односи на државите, Грција беше трет економски партнер на Република Северна Македонија и таа беше трет инвеститор во Република Северна Македонија. Имајќи ја само веста дека се затоплуваат односите, имајќи ја веста дека може да се постигне историскиот договор, минатата година, 2018, во споредба во 2017 година, економската размена меѓу двете држави порасна 20,7%. Тоа е огромен пораст, тоа е пораст што покажува дека итекако стабилноста на политиката влие врз економските токови. Дека тоа не е било секогаш случај. Најдобро кажува дека 2013, 2014, 2016 година имаше негативен раст, односно имаше пад на економската соработка помеѓу двете наши држави. Што е тоа што се случи да 2018 година имаме така драстичен раст? Мислам дека одговорот на сите нас ни е јасен. Она што е важно е да кажеме дека се отвараат нови перспективи. Тие перспективи треба да ги сите искористиме и да нашите две држави повеќе соработуваат. Во 21. век сигурно не се патриоти тие кои што градат разделби, кои што поддржуваат недоразбирања, напротив, по мене најголеми патриоти во двете држави се тие кои што прво како политичари градат мостови на соработка, а второ и како стопанственици инвестираат во своите држави. Нема поголеми патриоти во државите од тие кои што во своите држави инвестираат, а тоа сте вие и јас на тоа на сите вас ви честитам. Мислам дека е многу важно да видиме кои се перспективите, а перспективите се многобројни. Нашата држава, Северна Македонија, е упатена да соработува со Грција пред се во делот на пристапот на море. Немаме ние поблизок пристап на море од тоа што е во Солунското пристаниште и затоа е многу важно да имаме присуство таму и е многу важно да имаме добро инфраструктурно поврзување со Република Грција, односно со Солунското пристаниште, кое што е за нас најблиску. Тоа било и досега така и се надевам дека од сега ќе биде само уште повеќе. Не би сакал да ги повторувам бројките кои што ги кажаа и двајцата премиери, но она што сакам да го потенцирам е дека во Република Северна Македонија сите инвеститори ќе бидат добродојдени, посебно инвеститорите од Република Грција, и имаме можности кои што се одразуваат преку Законот за финансиска поддршка на инвестициите, каде што имате една лепеза на можности за инвестирање како за странски, така и за домашни компании, а исто така имаме и можности во енергетиката,
веќе беше споменато дека за тоа денеска се разговараше и тие разговори беа во насока да се направи гасната конекција помеѓу Република Северна Македонија и Грција со ДЕСПА, што е гасниот оператор во Република Грција, да можеме да имаме пристап втор, бидејќи Македонија во моментот има само еден пристап на газ во светот, а тоа е преку гасоводот во Бугарија, каде што практично има монопол Газпром, и со ова би се створила една конкурентска база за развојот на гасната мрежа во Република Северна Македонија, што е исклучително важно, имајќи во предвид дека нашата држава не е богата со енергетски ресурси и тука се практично можностите за развојот на енергетиката. И двете влади, и колегата Драгасакис, и јас, и министерот за енергетика, и министерот за економија Крешник, заклучивме дека тоа е одврвен приоритет за двете држави. И ние тој проект ќе го практично поддржуваме како проект од прв приоритет за нашата држава. Покрај инфраструктурата за пристап кон пристаништето треба да размислуваме и за надминување на административните бариери. Го зборувавме и дискутиравме тоа и мислам дека ќе најдеме повеќе можности како да пред се граѓаните, но исто така и камионите и возовите не стојат по границите. Многу е важно да потенцирам дека во делот на обновливите извори на електрична енергија во Република Северна Македонија отворивме повеќе простори со носењето на Законот за енергетика во мај 2018 година и сакам пред сите вас да ја обзнанам информацијата дека првиот тендер за фотоволтаици во нашата држава од 62 мегавати ќе биде објавен до крајот на овој месец. Ќе ми биде задоволство да видам и грчки компании, и македонски компании, но исто така би бил задоволен да видам и joint venture компании од двете наши држави. Тоа е многу важно да се на тој начин поттикне соработката, да компаниите од двете држави соработуваат не само во нашата земја, него можеби и на трети пазари. Премиерот Ципрас и премиерот Заев многу добро ги кажаа перспективите за кои што јас не би го губел времето да ги повторувам, ќе искористам приликата уште еднаш да ве поканам сите вас да инвестирате во Република Северна Македонија, да соработувате со нашите компании, а владата ќе ви биде само партнер на тој пат, ќе ви биде помошник и олеснувач во тие процеси, бидејќи и тоа е функцијата на владата. Не е функцијата на владата да ги креира бизнисите, функцијата на владата е да створи амбиент за таа работа и ние мислам дека го ствараме најдобриот можен амбиент во регионот. Она што мислам дека треба да го нагласиме е точно овој меморандум кој што сега го подпишавме со колегата Драгасакис, а тоа е меморандум во рамките на кој ќе ги развиваме економските соработки помеѓу нашите две држави и јас ве поканувам да сите вие земете активно учество, да партиципирате во развојот на идеите, а ние сме тие, заедно со колегата Драгасакис, што ќе ги слушаме вашите идеи и ќе се обидеме на тој пат да ви помогнеме. Веднаш, после овој собир, има B2B средби помеѓу компаниите од Република Грција и компаниите од Северна Македонија и тоа е начинот како да тие ја воспостават својата соработка и јас ве охрабрувам на тој пат. Се надевам дека денешниот ден ќе биде ден на почеток на многу соработки, ќе биде ден на почеток на една интензивна и поинтензивирана економска соработка. Веќе слушнавме дека Грција и Република Северна Македонија минатата година има скоро милиарда евра размена. Јас очекувам да оваа година таа бројка има повторно двоцифрен раст. Ви благодарам на сите и ве посекувам успех во соработката.